Денеска пристапуваме кон свечен чин на подпишување за прв пат, мора да потенцирам, на колективен договор за административните службеници во општина Хлебопаланка. И другите работи, да. Благодарам председател што ме дополните и другите работи. Овој процес трае само на кратко, нема да ви многу замарам. Преден дан збор на другите присутни тука, на началникот на председател. Овој процес траеше некои десетина месеци. Имавме интензивна соработка. Некогаш беше тие преговори, односно договарање, тоа што се вика договор или колективен договор. Тие договарања некогаш беа така умерени, некогаш беа малку и тензични. Оти ние како работени нормално си баравме повеќе, работодавачот настојуваше да тоа да возможи во рамките на законските одредби кои што ги има и во однос на финансиските можности кои што ги има општина Хлебопаланка. Општина Хлебопаланка до денеска никогаш не имала ваков документ, колективен договор, со кој што се уредуваат односите помеѓу работодавачот и вработените. И од скора страна можам да истакнеме консултација со господинот Груевски пред малку, дознам дека ние сме четврта општина во Република Македонија која што потпишува ваков документ. Сето тоа сметам дека е за похвала и од друга страна она што го истакна господин Зоран Павловски, дека сите разговори резултираат со некаков конечен резултат. Сите договори се подпишуваат врз основа на тие преговори. Некогаш беа и можеби повеќе мачни, но сепак она што е денешниот чин подпишувањето на овој конечен документ, сметам дека од една страна е резултат на сите напори кои што ги имавме во оваа прилика. Сакам лично да се заблагодарам на секретарот на општината и на мојот на кабинет, односно и на Мартин Николовски, на Любомир Младенов, кои што вложија труд и максимално се посветија во преговорите со представниците на синдикатот во рамки на локалната самоуправа да дојдеме до ова варијанта. Во оваа прилика сакам да потенцирам една друга работа. Ние имаме низа на закони кои што ги уредуваат работните односи, имаме колективен договор, но сепак, ако ја немаме човечката одговорност, ако ја немаме човечкото чувство за потребите на било кој од нас како вработените, мислам дека било кој закон или било кој договор не е толку добар ако нема меѓусебно човечко разбирање. Во таа насока, како прв човек на општината, од моментот сакам да кажам дека да, она што фигурира во договорот и го почитуваме, да се стремиме да ги подобриме тие меѓучовечки, колективни односи кои што се во рамки на институцијата како работодавач и вработени, но од друга страна ќе градиме и колектив во кој што мораме да обстоиме и да ги извршуваме пред се работните обврски задачи, а од друга страна верувајте дека никој од вас нема да биде омаловажен или да му бидат ускратени било какви права по кои што можеби не се наоѓаат ниту во законите, ниту во било каков договор. Сметам дека е тоа многу поважно и треба да се стремиме кон тоа да развиваме меѓучовечки односи, колегијалност, со кој што ќе знаеме да ги цениме и придобивките, но во даден момент, ако има потреба кај било кој од вас како институција, да излеземе во пресет на сите ваши залози, барања или потреби. Барахме повеќе од ова што е постигнато, меѓутоа мислам дека можеме заеднички да искажеме задоволство. Постигнато е максимум во овој момент. Ме радува разбирањето страна на градоначалникот и зависно од финансиската кондиција на општината, можеме и натаму да разговараме. Ова не е Библија која не може да се промени. Значи, би разговарали, мислам дека од таа страна ќе го имаме разбирањето на градоначалникот и мислам дека и самиот ќе инициира ако нешто имаме можност некои права да ги изгојде. Меѓутоа, ево сакам да потенцирам она што сите општини на некој начин не ракрана регресот за годишен одмор. Веќе го ставаме во колективниот договор, јубилејните награди и неколку други погодности за кои не би сакал да зборувам, денови на платено отсуство и така натаму. Се надам дека успеавате да го видите, отлика да бидете информирани. И јас го искажам задоволство од што реков и добро е што општина Хлебопаланка е меѓу првите кои го подпишуваат колективот.